Добар ден, драги деца. Јас се викам Наташа Тофиловска и сум оделински наставник во основното училиште Симче Настовски од Вратница. Денеска ќе имаме македонски јазик за 5-то оделение и ќе се запознаеме со народната басна Јазовецот и Зајакот. Исто така и ќе примениме техника со која што ќе се запознаете и ќе примениме во оваа басна техниката стоп. Пред се би сакала да ги објаснам кои се целите на оваа басна, што ќе научиме денеска и кои особини ги имаат ликовите на животните. А пред се кратко да се потсетиме за поимот басна. Басна е литературна творба во која главни ликови се животните, а во нив се исмејуваат особините на луѓето. Да стекнете нови знаења за влијанието на особините, лакомост и инетливост кај луѓето, исто така ќе ги сретнете овие две особини и кај ликовите на овие животни, преку Јазовецот и Зајакот. Исто така да умеете да стекнете знаења, да ги поврзете и да ги примените во ситуации од секојдневниот живот. Јас сум сигурна дека вие сте прочитале многу басни и многу особини кај луѓето веќе ви се познати, но денеска ќе се запознаеме со уште две особини, а тоа се лакомост и инетливост кај луѓето. Сега кратко да се запознаеме со содржината на оваа басна. Оделе Јазовецот и Зајакот низ шумата и здогледале парче месо. Јас го најдов, викнал Јазовецот. Не, туку јас, извикал Зајакот. Јас прв го видов, се разлутил Јазовецот. Не, јас прв го видов, тврдел Зајакот. Сега малку да поразговараме од ова сега што ви го прочитав и што го слушнавте. Прво, кои се главни ликови во басната? Потоа, зошто се карале Јазовецот и Зајакот? И да видиме што мислите, што ќе се случи понатаму. Откако размисливте убаво, сега ќе откриеме што понатака навистина се случило. Долго така се расправале, никако не можеле да се разберат, па Јазовецот на крајот рекол. Да одиме кај лисицата, па таа нека пресуди. Да одиме, потврдил Зајакот. Кога лисицата ги сослушала, Јазовецот и Зајакот рекла. Ова парче месо треба да се подели на два еднакви дела. Едниот дел треба да го земе Јазовецот, а другиот Зајакот. И лисицата го поделила парчето на два дела. Ајде сега малку да поразговараме од ова што до сега го слушнавте. Дали ви се остварија предвидувањата? Од кого побарале помош за да го решат проблемот? Што ги посоветувала лисицата? И што мислите? Што ќе се случи понатаму? Сега ќе откриеме што навистина се случило понатака. Делот на Зајакот е поголем, приметил Јазовецот. Еве, ќе го израмнам, рекла лисицата и гризнала од Зајаковиот дел. Сега Јазовецот имал поголем дел, извикал Зајакот. Еве, и неговиот дел малку ќе го намалам.
и лисицата гризнала и од другото парче. Тогаш се покажало дека зајаковиот дел бил поголем, а лисицата морала да одгризе и од него. Така таа ги рамнела парчињата месо, се додека не ги изела. Што можеме, деца, од ова да заклучиме? Навистина, лакомите и инечиите секогаш се во загуба. Да поразговараме малку од ова што сега ви го прочита. Дали ви се остварија предвидувањата? А што навистина се случило? Кои 5 особини се представени преку зајакот и јазовецот, а кои преку лисицата? И која е пораката на оваа басна? Вие знаете дека секоја басна носи своја порака. За домашна работа имате да си замислите друг крај на басната, така што јазовецот и зајакот ќе го решат спорот без помош на лисицата. Наведете повеќе можности за такво решение. Се надевам дека ви се допадна овој час, дека нешто научивте ново, дека овие две особини, како што се иметливоста, нема да ги и лакомоста, нема да ги применувате со вашите другарчиња. Ви благодарам, деца.